Општината почна трансформација на земјиштето и легализација на објектот во зоолошката, со што се создале услови за реализација на ланскиот проект на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и изработка на техничка документација, која комплетирана, но годинава фокусот на Центарот бил ставен врз промоција на досега сработеното и обезбедување финансиски средства за реконструкција на зоолошката, односно изградба на живеалишта за животните. Изработен е предлог проект за прекограничната соработка со Република Албанија за изградба на едукативен центар. Зошто едукативен центар? Бидејќи паралелно со изработката на техничката документација, центарот успеа со средства повторно од бирото да изработи едукативна програма за зоолошката градина, која ќе ги врати училишните часови во овој едукативен центар и децата ќе можат преку практична настава да на некој начин имаат можност во својот крај, но и во својот регион, сепак покриваме 9 општини, да го видат она што можат да го најдат во учебниците. Во едукативниот центар се планирала и мала сала за прикажување на едукативен филм. Анимирано со помош на една компанија која што пробоно за нас, односно за зоолошката во случајот, изработи карактеризација, односно два ликови, кои што се надеваме ќе станат бренд и препознатливост на зоолошката и кои што ќе ги водат децата низ овој едукативен филм во морето знаење за биодиверзитетот и за животинскиот фонд кој што е во оваа зоолошка градина. Паралелно работеле на маркетинг промоција на зоолошката за да добие статус европска, а зашто треба приватниот и јавниот сектор да помогнат со финансии. Комплетната техничка документација ја реализирале со средства од Бирото за регионален развој, заедно со 26 основни проекти и проектите за придружна основна инфраструктура. И невладината биосфера со своето искуство и човечки ресурси се ставиле во функција на зоолошката, како и со логистичка поддршка.